емисија. Добар ден, почитувани гледачи. Време е за нашава политичка емисија, политичкиот магазин и актуелен магазин отворено на тема. Знаете, започнаме пред една недела и во него ќе можете да ги видите, да ги слушнете темите и да ги видите нашите гости кои во тој момент се најактуелни. Значи, без разлика на темите кои се не преокупираат сите. На 22 започна есента, но започна и некои други процеси во Македонија. Додуше започна уште од пролета, но по летното примирие очекуваме разрешување на многу од јазлите кои не оптеретуваат како заедница, како држава, но и како поединци, како граѓани. Затоа ние во емисијава отворено на тема ќе ги повикуваме гостите од различни политички провениенци, граѓански издруженија, сите оние што имаат да кажат нешто релевантно, да се помогне во идеите за разрешување на состојбата во која се наоѓа Македонија. Нема да видиме ничии пропагатори, ничии лиферанти на ставови, туку вие ќе ги прифаќате, ќе ги оценувате, а ние сме овде некој облик на трансмисија. Затоа, денес, ќе започнеме прво со опозицијата, како што довикува, бидејќи позицијата секогаш има предност, но тоа не значи дека не треба да доаѓаат овде. Опозицијата од денес ќе започне и отворена е вратата, како што реков, за сите. Мој ваш гостин за актуелната политичка состојба, за решенијата кои ги нуди неговата опција е Благој Бочварски, член на невисокото партиско тело. Добро дојдовте во Отворено. Добро вечер, благодарам за поканата, втор пат сум кај вас во емисија и се надам дека ќе имаме успешна, убава дебата, корисна и за нас и за граѓаните. Така, јас започнав со кажав една теза, помалку, така да кажам, поетска, нели, пролета си доаѓа во пролета, ма ние како да очекуваме како граѓани во есен да дојде пролет? Ќе ни дојде ли пролет или некоја студена зима? Пролетта започна, претходната пролет започна бурно во македонската политичка сцена и на македонската политичка сцена, така што верувам дека преку летниот период и есенскиот период како политичка партија го даваме својот максимум за да наредната пролет биде една убава пролет која што ќе ни донесе многу убави моменти, а тоа е април месец и наредните парламентарни избори, така што сите овие ангажмани, активности како политичка партија кои што ги правиме во изминатиот период, очекуваме да ќе придонесат за наредната пролет да ја дочекаме и да се роди новото сонце на слободата во Република Македонија. Тоа вие ќе кажувате, граѓаните ќе оценуваат, а моја е да ги поставам само темите или како ние што знаеме да кажеме прашањата. Како што сме известени, утре вашата партија има активности во Штип со председател, со раководството, во кое што на граѓаните ќе се обидете да им ги представите вашите ставови. Зашто се работи? Што утре да очекуваме? Така, утре караванот на Социјалдемократскиот сојуз е овде во Штип, начело со председателот на СДСМ Зоран Заев и уште неколку членови на раководството на извршниот одбор, така што ќе се приклучат овде општинското раководство, младите и сите останати граѓани кои што ќе сакаат да исконтактираат со нашето раководство, со председателот на СДСМ и да председателот на СДСМ ги слушне пред се проблемите на граѓаните, за да можеме подоцна во наредните 30 до 40 дена да ги димензионираме нашите политики во нашата платформа која ќе прерасне во програма за наредните парламентарни избори. Сега го слушаме гласот на граѓаните, гласот на народот и веќе остваривме неколку вакви средби и во други градови низ Република Македонија и во источна и во западна Македонија, на кое што на дел од нив и јас бев присутен. Можам да кажам дека недвојбено и недвосмислено народот е спремен за промени. Народот чека знак, народот го чека сигналот на опозицијата за да ја смени оваа ненародна власт. Затоа ги правиме овие активности за да дојдеме поблиску во контакт со граѓаните, да ги слушнеме нивните проблеми уште еднаш, подлабоко да ги размислиме, за да можеме и подоцна да ги имплементираме во нашите идеи за во платформата и за во програмата. Каде активностите ќе се одвиваат? Ќе имаме повеќе активности, најпрво ќе почнеме од централното градско подрачје, ќе имаме изјава, председателот ќе има изјава за медиумите, потоа низ централното градско подрачје средби со граѓани, нема да бидат тоа монтирани, туку ќе бидат спонтани средби со граѓани, сакаме реално да ја видиме сликата. Потоа ќе продолжиме уште на неколку локации, ќе бидеме
и во 8 ноември на селбата, ќе бидеме и на Радански пат кај нашите сограѓани роми, ќе бидеме и во Сењакот, така што во сите овие населби ќе имаме средби со граѓаните и ќе можат граѓаните да остварат контакт со нашето раководство. Она што граѓаните најмногу ги интересира, воопшто во политиката е нормално да се даваат оценки, предлози за актуелните состојби. На високите партиски раководства во секое време треба да имаат оценка за актуелната политичка состојба, а политичката состојба е состојба во општеството. Која е оценката на високото партиско тело? Така, имаме една сложена, напната политичка состојба уште од пролетта, кога односно од ланската пролет, кога се случија предвремените парламентарни избори и председателски избори. И накратко, само за да не испадне дека сега од овој момент ја почнуваме да ја градиме тезата, сакам да кажам дека стратегијата е правена уште од ланските избори, кога ги прогласивме за нефер, недемократски, резултатите не ги признавме на тие избори. Веднаш потоа преминавме во бојкот на собранието, ги поднесовме оставките на пратениците, од кои што пратениците останаа на ставот, го држеа тој став се до исполнување на оние барања кои што ги имавме. Испорачавме 5 барања до власта, до ВМРО ДПМНЕ, од кои едното беше техничка влада или преодна влада за формирање на преодна влада за организација на нови парламентарни избори, кои што ќе бидат фери демократски со споделена одговорност, медиумскиот простор, негова регулација, одделување на партијата од државата, нов избирачки список и попис. Од сите овие барања на почетокот Никола Груевски не прифаќаше да се разговара за техничка влада во ниту еден случај. За сите други 4 теми прифати да седне на маса, меѓутоа за техничка влада не. Подоцна видовме дека не можеме да се разбереме и да дојдеме до заедничко решение, па така проектот Вистината за Македонија, кој што исто така ни беше планиран, го отпочна процесот на демаскирање на оваа власт, која што денеска и 10 години наназад владее во Република Македонија. Проектот Вистината за Македонија допре до сите граѓани, според сите анализи и анкети, 96% од граѓаните слушнале и знаат за проектот Вистината за Македонија или за така наречените бомби на опозицијата. И дојдовме во момент да седнеме на преговарачка маса, она што го баравме, и да ги ставиме повторно 5 барања на маса, заедно дополнети со специјален јавен обвинител, кој што ќе ги процесуира сите процеси поврзани со оваа политичка криза, не само за власта, кој што ние ги имаме поднесено 30 на кривични пријави против власта, туку и оние против опозицијата. Не сакаме да биде тоа едностран процес. Така што до овој момент видовме дека власта се согласи, Никола Груевски попушти, ке на нивните средби митинзи изјавуваше дека нема да има техничка влада, дека доколку има техничка влада ВМРО ДПМНЕ нема да учествува во неа, дека нема да дозволи министри на СДСМ да влезат во таа влада, дека нема да дозволи да си поднесе оставка и така натаму. Се од тоа се случи спротивното, така што добивме техничка влада, во која што ќе партиципираат министри на Социјалдемократскиот сојуз како гарант, не како министри за владење заедно со ВМРО ДПМНЕ, немаме намера тоа да го правиме, меѓутоа за да бидеме еден гарант не само за СДСМ, туку и за ВМРО ДПМНЕ, да гарантираме фер изборен процес. Оставката тој исто така си ја потпиша и околу Нова година ќе се случи неговата оставка, така што тој видовме дека не е неповедлив, дека е на колена и после Нова година веќе завршува неговата политичка кариера. Во април месец на изборите СДСМ ќе победи со огромна разлика и ќе ја превземеме честа да ја водиме оваа земја после 10 години, ваква каква што е разрушена, да ја кренеме на нозе и да продолжиме напред, се со цел да ги изградиме сите политички процеси понатаму како што наликува на една нормална европска демократска земја. Граѓаните ќе го кажат тоа како ќе биде, политичките партии имаат право да лобираат, а моја работа е да ги слушнам ставовите според кои граѓаните ќе се определуваат. Останатото е риторика. Сега вака рековте дека една од точките за излез од криза и тој фамозен договор во Пржино е основање на специјален јавен обвинител. Велат дека ѓаволот се крие во малите букви и во деталите, но денес излезе и екипата која ќе ја предржува Катица Јанева, поточно ќе бидат помошници јавни обвинители.
Простите, и денес веднаш имаме коментари од новинари струка дека поделбата на помошниците на Јанева е направена според политички дил. Вие сте член на високото на партиско раководство. Го негирате тоа или го потврдувате? Велат 3 од ДУИ, 4 6. Јас можам да кажам дека со ова нема се согласам, дека нема таква поделба. Во однос на јавниот обвинител, во преговорите се до последен момент ВМРО ДПМН го минираше процесот, за да во последниот момент во раните утренски часови се дојде или падна договорот за специјален јавен обвинител, што за мене е многу важно, кој ќе работи со посебен закон. И сега останува да оставиме простор на стручните лица во таа област да го кажат своето. Јас немаше влијание политичко во изборот на помошниците, како што спекулираат новинарите? Не, влијание немаше, значи специјалната обвинителка има посебен закон, неограничен буџет, своји соработници да си одбере колку што таа мисли дека е потребно и се потребни за овие дела да ги процесуира. Свој шофер, своја секретарка, свој канцелари, така што е сосема независна институција, посебна од обвинителството. И јас немам причина да не верувам во тоа, сакам да оставиме простор, да видиме како ќе се снајде, ќе функционира, верувам во ова решение, бидејќи е ова единствено излезно решение за да можеме како така во една ваква поклопеност во државата да ја видиме правдата на некој начин. Иако таа ги одбра соработниците од постоечките обвинители, меѓутоа беше нениот избор да не правиме мини веднаш на почетокот. Така е според законот да мора да одбере постоечките јавни. Така. Овде мора да поставам едно човечко прашање. Многу од мои сограѓани со кои ја разговарам си ја поставуваат дилемата. Зошто нашите политичари толку многу се вкопани на оддалечени меридијани, оддалечени едни од други, не толку по платформи, колку по некој личен однос кон работите или партиски однос кон работите, да мораше да ни доаѓа скретничар од Европа и да ни каже во 5 часот тоа ќе биде или ова ќе биде. Зошто ги избираме политичарите кога не може да ни понудат решение? Наама обичните граѓани. Така, тоа е еден од најголемите проблеми и за нас во партијата многу пати сме го дискутирале. Најголем проблем е како држава постојано за секој проблем да повикуваме меѓународна странска помош која ќе дојде, ќе не седнува на маса со власта за да разговараме. Меѓутоа што се случува? Во изминатите можеби не 10 години, 6-7 години, секоја политичка криза кога треба да се седне на маса, ние сме демократија, парламентарна демократија во која што треба најголемите политички партии, меѓутоа и помалите политички партии да бидат вклучени во процесите. Што се случува во овие години? Власта кажува дека ја добила честа да ја води оваа држава и дека не ја интересира ништо друго. Нити опозиција, нити помали поголеми политички партии, нити албански партии, нити никој. Се дојдовме во ситуација да не можеме една од нашите барања за прочистување, да речеме на избирачки список, да седнеме на маса и да ја договориме со ВМРО ДПМН. Медиумскиот простор да седнеме на маса не можеме да го договориме. Зошто? Затоа што ние поставуваме како тоа сте реши, тие постуваат веднаш спротивен предлог и не се помрднуваат од тој предлог. И тоа е само поради тоа што сметаат дека биле власти, дека нема зошто да попуштаат на опозицијата. Не се работи за голо попуштање или за водење инат, посебно од наша страна. И затоа конечно странците го сватија проблемот во Република Македонија, дека проблемот има име и презиме, а тоа е Никола Груевски и ВМРО ДПМН во овој момент. Така што ние како партија отстапувавме многу пати досега во интерес на државата, се повлекувавме, се сеќавате 2013 во однос на нашето учество или неучество на локалните избори, решивме да одиме на избори се со цел државата да не ја блокираме. Иако не чинеше многу и внатрешен раскол. Не чинеше можеби неколку градоначалнички места во тој период поради нашето запирање со кампањата, меѓутоа тоа го правевме во интерес на Република Македонија и видовме дека со еден ваков хибриден режим нема никаква шанса во наредните повеќе години или повеќе изборни циклуси да се случи победа на опозицијата при вака поставени услови. Затоа кажавме дека овој пат не се поместуваме од нашите ставови, ќе стоиме до крај и на повеќе на никакви избори нема да учествуваме доколку учествуваме под вакви услови на игра, пропишани и раководени од ВМРО ДПМН од Никола Груевски.
Затоа ја баравме оваа техничка влада за поделена одговорност и затоа е токму сега вашето прашање беше поставено зошто? Затоа што така ја наметна власта оваа игра и моравме така да одговориме овој пат. Господин Бочварски, млад човек сте, но има една друга работа која денес се актуализира во минатите вчера, денес. Тоа е дека се отвора и пандорината кутија во Македонија, која што не знам дали политичарите или вие како раководство сте ја калкулирале. А тоа е дојде генералот Питер Фейт, за кој знаеме како улога направи пред 2001 година на Балканот, па и во Европа и со изјавите на министерот за реализација на подпредседателот на влада за реализација на ранковниот договор и се испорачуваат некои други тези за кои што не верувам дека македонската јавност е спремна во овој момент и да разговара за нив покрај сите овие состојби. А тоа е албанскиот јазик како рамноправен службен јазик, расширување или повторно толкување на Охридскиот ранковен договор и низа на прашања кои претпоставувам дека многу тешко во вака напната атмосфера ќе се случат. Ама дојде Питер Фейт и ја отвори кутијата. Се соочува ли раководството со тоа дека може да не избега од контрола се тоа? Па видите... Не мислам нам граѓаните, вам политичарите. Така. Во овој момент на преговорите доаѓаат повеќе представници на Европската Унија, олеснувачи на процесот. Меѓутоа, во договорот од пржино стојат јасно насоките по кои точки ќе се преговара во овој дел и на овие преговори. Затоа мислам дека се јасни, прецизни и концизни насоките како и во кој правец ќе се разговара. Ќе разговараме за овие 5 точки претходно што ги зборувавме. Се разговараше за јавен обвинител, ќе се разговара за слободата на медиумите, медиумскиот простор, за изборниот закон, за одделување на партијата од државата и за техничката влада. Така што тие се 5 точки од кои ќе се разговара. Роковите се дел од договорот, така. Она што се случува во овој момент е зафаќање на вештачки позиции на одредени политички партии, вклучувајќи овде и ВМРО ДПМН, за да се чека до последниот момент. И сега што прават они? Играат бункер. Кажано со спортски жаргон, влегуваат на терен, играат бункер, чекаат 90 минута да заврши утакмицата, за да после ако може нешто да извлечат на пенали. Така се случуваше, тоа се случи со специјалната јавна обвинителка, тоа се случува, почнуваат сега и разговорите за изборниот закон, каде што имаме повторно различни, диаметрално спротивни ставови. Простите само да ја објаснам на гледачите дека ќе третираме уште оваа тема од договорот, па ќе направиме една малечка пауза за ЕПП и подосна ќе може да се јавувате на телефонот 672-313, ќе ни простите затоа што нема да ве вклучиме, така е замислена емисијава. Одговорите на мојот соговорник се важни за сите. А и за оние кои ќе се јават. Ќе ви простите што еднаш, по ЕПП-то ќе може да се јавуват. Првата точка е во реализација. КТС Јанева е јавен обвинител со посебно овластување, направи екипа и така натаму. Она што е најважно сега е копијата околу новиот изборен закон. Председателот на ВМРО излезе со свој предлог, мнозински систем. Од кај вас слушнавме дека Македонија треба да биде една изборна единица со пропорционалниот систем. Некои од експертите велат дека овде би можело да бидат и отворени листи, иако најјасно не ни е методологијата на отворени листи. До каде се преговорите? Повторно бункери од една друга страна или на отворено поле? Така, значи, излеговме ние со нашиот став, кој што е многу по-демократски и од овој денес кој што го имаме. Тоа најмногу се чувствува кај помалите политички партии, бидејќи со една изборна единица, Македонија како една изборна единица, ќе се отвори простор и малите политички партии да добијат глас или пратеник во собранието на Република Македонија. Но доколку нема изборен праг, ако има изборен праг, тогаш ќе биде проблематично. Така, прагот можеме повторно да го дискутираме, меѓутоа собрани гласовите од 6 изборни единици на одредени политички партии, гледајќи ги претходните избори, ќе добиевме една друга слика во собранието. Вака поставени работите, најголемите политички партии, вклучувајќи и мојата политичка партија, добиваат најмногу со овој модел, меѓутоа ние сакаме конечно да ја демократизираме Македонија и да покажеме дека и малите политички партии се важни и дека така ќе го покачиме нивото на демократијата во Република Македонија.
во однос на барањето на Никола Груевски за мнозинскиот изборен модел е тотално неприфатливо и несватливо и за меѓународната заедница, затоа тој потоа помина и на второ барање за победникот да добие, оној кој што има глас повеќе да добие 17 пратеници плюс, за да подоцна и 20 пратеници од диаспората да даде еден предлог. Ние во однос на диаспората имаме јасен, прецизен став, сме за да гласа диаспората, меѓутоа со една изборна единица диаспората гласа во Република Македонија. И доколку има 120 пратеници, гласовите од целата диаспора се внесуваат на контото на политичките партии овде во Република Македонија. Не сакаме да го ограничиме тоа право на нашите иселеници. Така, да остане вашето право да вие некои представници на иселеници ги ставите на своја листа, така? Така. Да не биде тоа посебно, туку да биде дел од одговорноста е ваша, дали ќе има представници нивни или не. Овде морам да ви го поставам прашањето за отворени листи, ако најмалку се експлоатира тоа, зашто вака, ако остане и натаму ќе биде партијата персонификација за политичко действување, многу малку ќе има личности. Тоа доведе во Македонија до медиокритетство, до упросечување на квалитетите на пратениците, се сослужува јавноста, дури и, да ми простите, и некаде испод просек, она што граѓаните го очекуваат, со ова ќе може да се гласа за личност. Се размислува ли кава си за ова алтернатива? Ние веќе 2 години наназад на одредени состаноци на извршниот одбор на највисокото тело имаме разговарано на оваа тема. Постои недвосмислена поддршка во однос на ова барање или на оваа потреба за граѓаните на Република Македонија да можат да се изјаснат за било кој што сакаат кандидат за пратеник од листата. Тоа се отворените листи, немаме проблем со таа работа, ние сме спремни да разговараме и со невладените организации, и со граѓанските здруженија, и МОСТ се вклучува во дебата за изборниот закон, немаме проблем да разговараме, меѓутоа сега во ваква ситуација како што сме дојдени до цајтнот, не сум сигурен да ќе успееме да измодифицираме организационен проблем. Да, бидејќи веќе за недела дена треба да се затвори и ова прашање околу изборниот закон, така се пропишани роковите во преговорите во договорот од Пржино. Затоа немаме проблем ние со таа работа, ние сме заинтересирани и го отворавме тоа прашање на нашите состаноци, меѓутоа од страна на ВМРО-ДПМН нема да мислам дека нема да се прифати и го кажа тие својот став дека одат на уште едно решение кое што беше во минатото во Република Македонија, што значи целосно отфрлање на малите политички партии, оној што победува станува пратеник, така што низ цела Македонија во сите градови ќе победи или Социјалдемократскиот сојуз или ВМРО-ДПМН, нема шанси да победи некоја од помалите политички партии. Така, но ќе треба да разговарате за изборниот праг, зашто сепак ако биде висок прагот, ако не се направи нешто драстично во списокот на избирачи, тогаш 40.000, 30.000 мислени имека за многу од партиите. Но вие ќе донесувате одлука. Јас се велам овде до режијата да направиме мала пауза за ЕПП и продолжуваме со темата нашава медиуми, да видиме што СДСМ ни нуди нам, вам како граѓани и прашањата ваши. Елкос ЕТЦ за сите верни потрошувачи подарува ваучер за пазарување 5 пати по 6.000 денари секој месец, плюс инстант подароци за вредноста на вашата сметка, пица, кафе, чај, палачинка и безброј изненадувања. Со прашање и одговор до многу подароци, само за купувачите со фамилијарната картичка. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата и побарајте ја вашата фамилијарна картичка. ЕТЦ Штип, каде купувањето носи насмевка. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од кожувчанка. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Сдружение на возачи Штип. Се на едно место. Технички преглед и регистрација на моторни приклучни возила.
референт од МВР, продолжување на регистрација, издавање на регистарски таблички, одјавување на возила, проверка на возила во Интерпол, хомологација, атести, АДР, меѓународни возачки дозволи, полномошно, полиса за осигурување од автоодговорност, зелена карта и полигон за обука на возачи, технички исправно возило, безбеден сообраќај, Сдружение на возачи Штип. За топол дом полн со љубов, изберете мебел од Драводекор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Драводекор Караарна. Нема да погрешите. Продолжуваме со мојава емисијата на телевизија Ерис отворена тема и мојот гостин Благо Бочварски, а следната тема која ќе отвориме, господине Бочварски, замерката ваша и на Freedom House, но и на анализите на Прибе пишува таму дека имаме проблем со јавноста, поточно со функционирањето на медиумите, вистинското несување на новинарите и така, еден милион замерки кои ги чувствуваме ние како професионалци, но и ставили сме во состојба да функционираме во услови во кои што функционираме. Секому на морал му останува или на образ, како што велат црногорците, тоа што го прави, но рамките се веќе поставени. Овде имаме многу замерки, излеговте со предлог за кој што ќе разговарате во следната тема, како да се регулира просторот, медиумскиот простор. Медиумите и медиумскиот простор се една од точките кои што, како што кажав предходно, ги позициониравме на највисоко можно ниво, бидејќи медиумите во Република Македонија се во една таква тешка летаргична ситуација и состојба, во која што не можете да слушнете реална вест на одредена телевизија. Односно, имате навивачки пристап во медиумите, и тоа во оние најгледаните медиуми. Секоја чест на исклучоците во медиумите кои што известуваат објективно, меѓутоа најголем дел и најгледаните медиуми се под страшен притисок на власта, односно се купуваат со наши народни пари, со кампањи, со спотови на владата на Република Македонија, и затоа е таков пристапот каков што е. И во разговорите на опозицијата кои што ги презентиравме се слушна еден разговор на главниот и одговорен уредник на Сител, кој што кажуваше дека 7 од 12 прилози во вестите на Сител се нарачка на власта. Така што ние колку и да зборуваме, тоа го се уверивме во таа слика. Во однос на слободата на медиумите имаме драстичен пат на слобода на медиуми на светско ниво, и сме бележени со црна боја, со најниското ниво на картата на Европа, и сме со делумно со неслободни афрички земји кои што се најголем дел од афричкиот континент. Така што срамота е, не заслужуваат медиумите на таков третман, а посебно граѓаните да слушаат такви прилози. Прилозите не сакам да ги коментирам, имате прилози во кои што се зборува дека имаме најдобра инфраструктура или втори најдобри услуги во аеродромите во Република Македонија. Така што такви информации не придонесуваат за подобрување на состојбата во медиумите, ниту за објективност на станите кои што ги имаме во Република Македонија. Во овој дел ќе се разговара за законски измени, се уште не се почнати преговорите, односно се во самата почетна фаза. Она што го знаеме од прилогот телевизија, да, ќе има променет директор на Македонската радиотелевизија, менеджерски тим кој што ќе придонесе не за да се случи навивачка стратегија или политика кон опозицијата, туку да се случи еден национален сервис достоен за почит на сите граѓани, да биде јавен сервис, бидејќи го плаќаме сите, да можеме да ги гледаме реалните настани, вестите кои што ги интересираат сите граѓани во Република Македонија, објективни пред се. И во Агенцијата за аудио и визуелни услуги, медиумски услуги,
Исто така ќе се разговара и за таму за измени во законските решенија, бидејќи видите во претходните избори во извештајот на ОПС и ОДИХР имаше еден дел во кој што ги опишува вестите кои што ги даваат провладините медиуми, најголем дел од медиумите, во кој што кажува дека за владата или за владачките партии се известува со 30% од времето со претежно позитивен одек на вестите, а додека за опозицијата со 21% претежно негативен одек. Што значи тоа они можеби го спазуваат до некаде времето, меѓутоа со кој тоналитет го тоа пренесуваат е многу важно исто така. Така што во овој дел ќе има исто така промени во овој законот за медиуми, така што за мене лично и за нас во партијата нема фер избори доколку само медиумите не се фер и не известуваат онака како што заслужуваат граѓаните. Ние очекуваме да ни го решите и другиот проблем со законски форма, како од собраните пари за радиопретплата да и ние како регионални телевизии кои имаме општествена одговорност, имаме дел од тоа. Така, граѓанскиот пристап на Социјалдемократскиот сојуз е и во тоа еден квалитет плюс да ги слушнеме и вашите предлози од фелата, од оние кои што се најмногу засегнати, да ги дадат своите предлози за да можеме да ги вградиме. Вие најдобро знаете каков е медиумскиот простор во Република. Така. Да видиме, гледачите се јавуваат со прашања до мојот гостин. Режија, може да вклучиме од гледачите? Ало? Добар ден, повелете прашања за господинот Бачварски. Добар ден. Сејам овде од Штип, за господинот Благовче би сакал да поставам едно прашање. Со внимание го слушам неговото излагање и многу добро го разбрав. Меѓутоа сакам да ми одговори на следното. Колку искуство има во политиката, колку политички проекти има тој самиот решено, бидејќи многу стручни анализи изнесе, кои тоа стручни експерти од сите области го подготвија за ова, стално изнесуваат тоа што не чини. А што би рекол нешто за тоа што чини? Стално зборувате вие од ДСД, јас сум припадник на ВМРО, затоа ви го поставам тоа прашање. Стално зборувате за тоа што не е направено. А можете ли да кажете нешто за тоа што е направено во моментот што функционира? И многу ви сакам да каде го стекнахте ова политичко искуство, така некако експерт од многу области. Па многу ме интересира вашиот политички живот, нешто на таа тема да кажете. Благодарам. Благодарам јас за јавањето. Повелете. Благодарам на прашањето на гледачот. Јас се бавам со политика или сум од најрана можна возраст која што можам да бидам уште од 18 години член на политичка партија. Сум бил во младинските кругови на Социјалдемократскиот сојуз, во Социјалдемократската младина. Сум ги стекнувал тамо првите почетоците, да речем, на политичкото, го стекнав политичкото искуство во тој дел. Сега на моите 30 години сум дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Не сакам да кажам дека сум најискусен или дека најмногу знам или дека сум најпаметен. Сум човек кој што секогаш сака да научи нешто плюс и од своите повозрастни колеги. Меѓутоа сакам да кажам една работа. Со ваков пристап не се сложувам затоа што ние сакаме да кажеме што ќе промениме во Република Македонија по моментот кога платформата ќе извади на... Без разлика што човекот е член на политичка партија. Нам као граѓани недостасува и некоја соработка меѓу политичките партии од време на време да слушнеме. Добро го направите, го поддржувам. И тоа е став, така. Интересно прашање. Значи многу од работите, од проектите кои што ги има во Република Македонија или најбитните клучните точки во Република Македонија околу кои се разговара и се дебатира во Македонија, се проблематични. Јас затоа ги нагласувам овие работи заради тоа што сакам да направам јасна дистинкција од она што го прави ВМРО ДПМН, а за кратко време кога ќе излезе и платформата со конкретни мерки и ставови ќе кажеме како се разликуваме и во што се разликуваме од ВМРО ДПМН. Мислам дека не е никаков проблем да ги изнесуваме ние нашите позиции, нашите ставови, како опозиција нормално е да критикуваме власта, бидејќи 10 години е власт. И во тој дел мислам дека нема никаков проблем. Јас на моите 30 години имам што уште да научам, меѓутоа имам и многу енергија за да се вклучам максимално активно, за да ги подобрам работите, бидејќи сум се вклучил на овие години. Можејќи на својата професија струка да се посветам целосно, сум се вклучил за да дадам свој придонес
за граѓаните на Република Македонија. Тоа не го гледам како хендикеп и овие работи, овие коментари се коректни, конкретни, меѓутоа не ги решаваат проблемите на граѓаните. Со нашата програма и платформа која ќе излеземе, ќе покажеме како би ги решавале ние проблемите на граѓаните. Инаку во владата на ВМРО ДПМН има неколку министри кои што не од 30 години, од 26 години станале министри и денеска има луѓе кои што се помлади од мене, мислам дека тоа не е хендикеп, можеби тие луѓе може да дадат свој придонес во одреден момент, така што не го гледам тоа како проблем во овој момент. Да им напоменам на моите гледачи дека овде нема рестрикција на јавувањето, оној кој ќе се јави и ќе успее да се вклучи овде поставува прашања, ние не селектираме никого, тоа е правилото на Ерис телевизија. Прашањата до мојот гостин, мислам дека имаме уште еден, ако се согласувате имаме уште еден мој гледач, па ќе продолжиме прашањата за платформата. Режија, може да го слушаме гледачот, доколку не е изгубил страпление? Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете прашање за мојот гостин. Домаќино на едно прашање сакам да поставам за медиумите. Вашиот гостин кажува дека одредени телевизии дека зборат само за ВМРО, видите, и плюс тоа ВМРО вака. ВМРО не го сочинува само Груевски. Има ВМРО колку од над 50 и колку проценти повеќе што гласаат за ВМРО. Јас не сум ВМРО, не сум ни ЕЗС. Али гледа се кој колку гласуваше и колку гласува. Дали се тие фалсификувани или не се, само со бомбите докажуваат. Друго сакам да прашам за медиумите. Јас гледам Утелна и гледам у Канал 24 каква омраза шират тие новинари према луѓето, така ВМРО, така за една новинарка си поставам едно прашање. Тоа е Оливера Трајковска. Сакам да прашам, кога имаше она со професор Прчковски беше и не знам што кој беше друг, и зборот дека тоа прашање до мојот гостин кога напагат, нели, критикуваат нон-стоп со тие тема на 24 вести и прашуваат, века, Македонија што? Македонија е септичка јама. Како се изу тоа на новинар, професионален новинар? Второ, на 16 јуни 2014 слушам ги Ким новинарот. Исто Прчковски беше и беше и Оливера Трајковска. Вика, Македонија држава ли, она е перверзна држава. Како ќе е тај израз на новинар, професионалец, да го кажува тоа? Трето, кога беше што сам околу дека беше Белгија, не знам дека беше, кога Мирка Велиновска и кој беше друг што не е новинар, остана Боре Јовановски и Билјана Секуловска, нашите новинари, тие ги новинари исподија, ако се ови за Македонија. Они останаа насмејани, толку беше тоа насмејано лошо, а вие излеговате на вернати глави. Ако они чисти македонци, тоа немаше да го дозволат да ги понижават тие новинари. Така, јас би ве замолил само кој е прашањето до мојот гостин. Јас ја почитувам вашата перцепција, вашето мислење, но прашањето за мојот гостин ќе ви молам. Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Добро, ви благодарам за јавувањето и за... Новинарите треба да поведат сметка према државата. Се согласувам. Обштествена одговорност треба да има секој поединец во општеството, посебно кога се занимава со нешто што може да има вакви или онакви последици. Одговорноста не како народ не ни е на врвот од приоритетите, ама ајде да почнеме да се менуваме и вие, и ние новинарите и политичарите. Што мислите вие за ова? Ова е повеќе констатација, но... Да, беше констатација. Се согласувам дека треба да се спушти топката, дека треба нивото да биде малку повисоко на комуникацијата помеѓу новинарите, така и помеѓу политичарите, да ја стабилизираме, да ја нормализираме Македонија, помеѓу граѓаните да имаме понормални човечки односи, релации, така што овие закрававени односи мораме да ги доведеме до некоја нормала и дел од она за што се бориме и против што се бориме е таа говорна омраза која што се случува во Република Македонија перманентно. Не сакам да навлегувам од чија страна, од која страна, сакам да кажам дека ќе се бориме максимално против тоа, меѓутоа знаете, ако од едната страна имате одреден говор на омраза, веднаш се ува бункер
ситуација од Така, другата тоа е. страна каде што се возвраќа на ударот, зборувам на страни во однос на новинарите, не на политичките партии. И тие меѓу себе си имаат некои одредени разлики. Тоа најверојатно не треба да е така, бидејќи не можеме да најдеме што е постаро кокошката или јајцето, се работи за општествена одговорност. Тоа е моето мислење и сметам дека нивото на цивилизирано однесување помеѓу делот од диалогот е нужност, а не е исклучок. Кај нас исклучок како некој цивилизиран, но вие младите сменете го тоа. Да поминеме на она што претпоставам дека е најважно за вашите идни гласачи, за моите гледачи. А тоа е што тоа вие нудите. Вашиот претседател рече дека со помош и на странски експерти, на ваши од Европа соработници, истомисленици, ваши членови, експерти ќе правите платформа. Платформата вообичаено значи основа врз која што ќе даете детални одговори или предлози за решение. Што ќе содржи платформата? Па така, уште од летниот период, кога беше помирна политичката состојба, во период на летните одмори, повеќе тимови на СДСМ почнаа да изработуваат првите почетоци на платформата, да ги ставаат темелите на платформата на Социјалдемократскиот сојуз, за да пред 10 дена имавме еден работен состанок викенд во Битола, каде што почнавме полека тие контури да ги исцртуваме на нашата идна платформа, така што можем да кажем дека имаше одлична дебата, сите председатели на партиските комисии бевме таму. Јас ја водам комисијата за транспорт и врски на Социјалдемократскиот сојуз, имав своја презентација каде што присуствуваше и председателот на партијата, присуствуваа и странски експерти од Лабористичката партија од Британија, од Социјалдемократската партија од Холандија, и беа изненадени од високиот квалитет на она што го почнавме, односно што го ставаме во нашите приоритети на нашата платформа. Сакам да направиме една разлика, како што и вие најавивте, платформа и програма. Платформата ќе биде темелот врз кој што можеби делумно и идеолошките принципи ќе се зацртаат овде, за да врз неа се стави она што е предизборна програма или ветувањата врз база на што ќе излеземе пред граѓаните на Република Македонија. Сега морам да ве прашам овде, кога рековте ќе има идеолошка платформа. Долги години го следам сето ова и некаде таму од почетокот на 2000-те години со победата на неолиберализмот во Европа излезе една теза, скоро ни цела Европа, во која што идеологијата и припаѓа на 20-тиот век, дека технократијата, информатиката денес ги надминува идеолошките норми. Сега ќе ви кажам една став од завчера, во која што Социјалистичката интернационала, каже што сте вие член, ги позиционира социјалдемократските, социјалистичките партии на лево од центарот. Дотолку лево од интерес на објаснувањето, до сега се велеше лев центар, а сега се вика лево од левиот центар. Што значи тоа? Да објаснам јас колку сум стручен за тоа, а како новинар не сум, вие ќе кажете, тоа значи дека им се обраќате се борите за поголема општествена правда, им се обраќате на средната класа, на работничката класа, лабористите како што велат во Европа и нудите решение визави крупниот капитал кој во Македонија и во Европа стана 5 или 6% од купниот капитал, додека посебно во југоисточна Европа, додека сите граѓани поседуваат помалку од 10% од капитал. Тоа ли е платформа? Идеолошката основа? Токму така, ќе одиме со една лево ориентирана платформа, каква што ни доликува на нас како Социјалдемократски сојуз, и тоа значи дека ќе ја надградуваме онаа платформа која што имавме пред 2 години за враќање на средната класа. Тоа значи дека ќе се вашиот подпредседател и задолжен за комисијата за економија Тевдоски излезе и со математичка проценка на тоа како платата прави средна класа. Така е. Значи сакам да кажам некои генерални принципи во овој дел, односно генерални сугестии кои што сега сакам да ги изнесам во делот на она што го имаме денеска. Имаме 70% од населението кој што живее под средната класа. 20% кои што живеат околу 20% во како средна класа и околу 10% екстремно богати луѓе. Сакаме од тие 20% да ги зголемиме во однос на овие 70%. Што значи тоа?
ќе наместо рамен данок претендираме и ќе промовираме праведен данок. Тоа значи побогатите да плаќаат поголем данок, посиромашните помал данок. Не може да плаќаат сите 10 или 11%, и на 10.000 плата се плаќа 10%, и на 100.000 или на 20.000 евра се плаќа 10%. Оној што зима екстремно високи плати ќе даде повеќе во државата. Оние кои што имаат пониски примања ќе даваат помалку во државата и тоа е праведноста за која се залагаме. Тоа е идеолошки ни приоѓа, меѓутоа јас и во тоа верувам лично дека тоа е подобриот модел, подобриот систем. Детално целата платформа и целата програма ќе ја развиваме заедно со граѓаните. Тоа е новиот пристап, новиот концепт. Нема да понудиме готова програма и да ја покажеме пред граѓаните. Веќе за недела дена ќе почнеме со трибини, со промоции на нашата платформа која ќе биде отворена и ги повикуваме сите независни експерти, граѓански издруженија, луѓе кои што сакаат да дадат придонес во овој дел, да дојдат на тие трибини, да дојдат да ги дадат своите мислења, размислувања во одредена област, за да можеме ние да ги вградиме. Доколку се квалитетни, нема да кажеме во старт дека не може таа мерка или да водиме гол инает со граѓаните, доколку има квалитетни мерки секој дека ќе ги вградиме во програмата. Ова е граѓанска програма, граѓанскиот концепт продолжуваме да го негуваме, бидејќи и во претходниот период имавме една коалиција со граѓанскиот сектор. Знаете дека 80 на невладини граѓански здруженија беа заедно со нас во коалиција, односно ние бевме само партиципант во таа коалиција. И така што мислиме дека тоа е еден успешен модел да ја развиваме Македонија како демократска граѓанска земја која што ќе го трасира патот кон позитивната иднина на нашата држава. Еве до прашање. Хипотетички, доколку бидете на власт, ќе ги прифаќате ли сугестиите на опозицијата? Секако дека ги прифаќаме. Ќе ве држиме за збор, бидејќи овде го изговарате пред аудиториум од Источна Македонија. Ова, како Блиц го кажа, да ги одмениме досегашните навики на вкопаност на политичките партии, повеќе елити отколку партии, но тоа се рефлектира низ целиот сегмент, па имаме една пирамида во која што поделеноста во народот е фрапантна, не сакана. Зборувавме и за тоа дека професорот Царатан уште пред 2 години го напише тоа како совршенство на клиентелизмот и тоа на Балканот функционира перфектно, како ќе биде не знам, но работата не е да смениме едни ликови, дали се во рамките на една политичка партија, бидејќи селењето на лицата кои биле ваши членови, па сега се во ВМРО или утре од ВМРО кајва се македонска гимнастика, тоа го имаме колку сакате, овде нема идеолошка подложка, барем ја не мислам, но моето прашање е нешто друго. Колку моралната поддршка е основа за избор на нашите репрезенти? Ја гледаме надпреварот во Америка за председател, нели? Па се бара не само ставови, туку и дали моралниот кредибилитет на кандидатот може да го направи тоа. За председателот на Европската комисија 6 месеца слушавме дури кога кредити земал, иако тоа е една елита, но секогаш се проверува и можноста од морална, етичка гледна точка, дали човек тоа што го кажува може да го направи. Што мислите вие? Млад човек сте, нудите она што го нудите. Граѓаните ќе се одберат. Но нам важно ни е не само да ги минуваме ликовите, имињата и презимињата, туку како граѓани да бидеме многу квалитетна политичари, без разлика дали се 30 или 60 години. Има ли капацитет македонската политичка елита да го направи тоа? Токму така. Затоа ова го говорев и се надоврзавте со прашањето, односно сакам да кажам дека во претходниот одговор програмата на кој начин, преку кој концепт ја создаваме е токму тоа. Надминувањето на клиентелизмот, односно покажуваме, отвараме врати према граѓаните, сакаме да покажеме дека секој граѓанин ни е важен со својата идеја, не само да го повикуваме на гласање, да го повикаме и да каже што од неговата сфера, од неговата област го интересира и дали би тоа можело да се вметне во програмата. Многу е важно граѓанскиот пристап да го негуваме, а со тоа да излеземе од рововите на клиентелизмот. Ние одамна не сме таква клиентелистичка партија, односно сме многу блиску до граѓаните, разговараме секојдневно, посетуваме, одиме од врата на врата, ги слушаме проблемите, не се ограничуваме на тоа дека мора да седнеме во канцеларија и да напишеме програмата и да ја приложиме.
Односно, не се ограничуваме дека треба и таква власт да бидеме. Властите, односно, оние луѓе кои што се поставени на функција треба да бидат слуга на народот. Буквално со тој збор, слуга на народот, бидејќи се плаќаат од државни пари да му служат, а не со закани, уцени и притисоци да ги заплашуваат да не може никој да дојде до одреден министер, пратеник или така натаму било која друга функција. Тоа доаѓа и со стартното лично воспитување, меѓутоа и со политичката култура која што ја негуваме во партијата. 10 години сме опозиција, можеби во минатото сме имали одредени грешки, а денеска сме свесни дека тој пристап е праведниот, вистинскиот пристап. Така ќе водиме Македонија напред. Господин Бжовски, ева, кога се вратиме повторно на изборните модели. Едниот модел, пропорционалниот во кој што собственик на мандатот е партијата и другиот кој е мнозински, во кој што личноста на кандидатот доаѓа до израз. Јас намерно го поставив ова прашање. Значи ли тоа дека вашата партија за предложените кандидати, за пратеници или за раководители на администрацијата, ќе одговарате за нивниот морален кредибилитет, зашто во Македонија за овие 25 години не слушнавме премногу такви морални изблици на носителите. И кога ни беше представено како високо морален чекор, подоцна откриваме дека тоа бил притисок или пазарење на политичката сцена, што сега е во ЕК, или некакви дилови за кои што ние дознаваме после 5 години, така натаму. Ќе гарантирате ли вие пред граѓаните за моралниот кредибилитет на вашите кандидати како партиско раководство? Бидејќи барате да биде пропорционално, не? Така. Значи, гледајќи целата ситуација во Македонија, изминатите 25 години, без да ставам граница помеѓу тоа што било ВМРО ДПМН на власт и во делот кој бил Социјалдемократскиот сојуз, значи ние како партија и после 25 години стагнација на Република Македонија или на задување во одредени делови, немаме право на грешка повеќе. Тоа само морам да го кажам, дека немаме право на грешка, секој чекор прецизно не испланиран и во секој дел прецизно ќе кажеме нашите ставови и позиции за да ги препознаат граѓаните. Затоа ќе кажам дека овој пат ќе гарантираме и за секој поединец, меѓутоа и за секој оној кој што ќе биде утре министер, директор на одредена позиција, така што предлагаме министрите да не се кријат од јавните дебати, да излегуваат. Министерот за финансии не смее да не излезе на јавна расправа за буџетот. Мора да има јавни расправи со представници на опозицијата, со граѓанскиот сектор, да се отворат политичарите пред граѓаните, за да ги видиме и мерките кои што ќе ги предложат и останатите граѓани кои што живеат во оваа земја, плаќаат даноци, за да можеме на крајот конечно подобро да сите заедно подобро да живееме во оваа наша заедничка Република Македонија. Затоа велам, СДСМ овој пат е решен, ќе победи на овие избори, немаме право на грешка, се она што ќе го зацртаме, ќе го исполниме, затоа што целосно сме спротивни од ова што денеска се случува во Република Македонија и од персоналните решенија кои што се денеска и од политиките кои што ги исполнуваат овие политичари од оваа власт. Ние како граѓани ќе ги слушаме вашите предлози, ќе си донесеме одлука како беше на 24 април, нели? Тоа е финалната волја на гласачите. Јас си благодарам што еве 40 скоро 50 минути разговаравме. Јас прашував она што мислев дека е важно, вие одговарате од секаде, ќе оставиме на моите гледачи. Ирис телевизија отворена за сите кои можат на моиве сограѓани од овој регион да им ги понудат платформите, конкретните решенија, напоминувајќи дека изборот останува нивен. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, слушнавте што кажа мојот гостин, како ставови, како мислења и како намери што мислат да прават. Јас за крај за одјавам оваа емисија ќе кажам дека на политичарите им се дава гласот, иако ние велим им се дава вербата, а денес е празникот, нели, вера, надеж и љубов под капата на Софија на мудроста. Во политичарите може да се верува само врз основа на делата. Денот кога им го даваме мандатот, гласаме за нив, не значи дека се откажуваме од своето право да не представуваат вистинските луѓе. Секаде на светот граѓаните имат право да си го вратат правото и да им го повлечат на оние кои не работат во нивен интерес. Без разлика од која политичка провениенција или титула доаѓа. Велат, крајот на самракот на идеологиите било во почетокот на 21 век. Напротив, во половината од втората деценија
се враќа идеологијата како платформа на моралот. Така велат во Европа. Како ќе биде кај нас, волјата е само ваша. До утре, довидување.